Над 2000 работници добиле понижувачки К-15, а некои од нив воопшто и не го добиле, потврдуваат од Гласен текстилец врз основа на добиените представки. Над 2000 работници до сега се офатени преку представките кои што се стасани до Сдруженијето Гласен текстилец, односно се работи за неисплаќање или за исплата од оној гарантиран износ годинава за исплата на К-15. Значи, до сега бројката е дека над 500 работници воопшто немаат добиено К-15. Во ова се случува во приватниот сектор, претежно во градежништвото, во текстилната индустрија. Меѓутоа, еве, останува уште оној проблем со помал исплата на износот од К-15, односно годинава зборуваме за некои срамни суми од 500 до 5000 денара, за фирми за кои што работниците велат дека имале постојано работа и немаат апсолутно никакви потешкоти низ годината. Причина за ова е колективниот договор на приватниот сектор, во кој има простор за манипулација, па дури и неисплаќање на К-15. Колективниот договор со Сојузот на синдикати на Македонија заедно со Организација на работодачи имаат оставено таа злоупотреба, врата за манипулација со работниците, каде што се вели дека фирмите кои што се во финансиски потешкоти може да исплатат помал износ, меѓутоа не е дефиниран помалиот износ како тоа што синдикатите го направија во јавниот сектор, односно ја има долната граница под која што не смеат работодавачите од јавниот сектор да исплаќаат К-15. Овде трудовиот инспекторат за таму каде што има спогодби, за таму каде што воопшто не е исплатено, нели ќе ги алармираме, ќе отидат, ќе ги поништат таквите спогодби, ќе направат наредба, нели, да се исплати К-15, меѓутоа пак тие срамни суми може да изнесат 100, 500 илјада денара, 5000 денара, како и да е. Ампева денес ја повика управата за јавни приходи да направи контрола во компаниите каде К-15 воопшто не е исплатен. И покрај големиот број на представки, повеќе од 2000, познавачите на состојбите велат дека бројот на работници кои К-15 ќе земат символично и воопшто нема да го видат е многу поголем. Главна причина во многу случаи не се газдите, туку лошата финансиска кондиција на компаниите.